знаете што да одговорите и да се одбраните, се враќате на Скопје 2014. Значи, ако не беше Скопје 2014, сега ќе плаќавте по министерствата огромни кирии, а вие си се вселивте во палатите и си продолжувате да не обвинувате за тоа што сме ви изградиле каде да ги сместите министерствата. Мизерно е фалењето за раст на платите, кога секој граѓанин должи по 3500 евра, а со ребалансот се задолжува за 500 нови евра. Кога се однесува за здравството, многу пати е говорено од говорница, пак ќе кажам, што се однесува до Струмица. Ангиографот 4 години не работи. Луѓе по 4 коли на ден, амбулантни возила, акутни инфаркти ги префрлаат во Штип или во Скопје, зависи каде ќе има место, а допред да дојдете вие на власт, ангиографот работеше и при тоа беа присутни професори од Загреб, од Ниш, од Белград и ги обучуваа нашите кадри. Значи беа постојано присутни 24/7 во Струмица со обучување на кадар. Само што дојдовте на власт, во Струмица го затворивте кабинетот за диагностика ехо на срце, ехо на гастроинтестиналниот тракт, гастроскопија, колоноскопија кабинетите, астма кабинетот. Значи, се направивте пустош. Ставивте клучна врата, а нашите пациенти се снаоѓаат кој каде ќе најде. Па и да сте реконструирале некоја болница, па за 5 години валјда толку можете и да направите. И тоа не е некое достигнување, кога исто така и во Битола ангиографот не работи 4 години, не е поправен и сега во ребалансот ќе бараме средства за воведување, односно за поправање на тој ангиограф, зборувам сега за Струмица, кој изнесува само 30.000 евра и за 30.000 евра не се смогна сили истиот да се поправи. Толку, благодарам.